Еве не во живо, ние се разбира со интересна тема, а и мој драг интересен гостин, нормално како што веќе најавивме, така што веднаш ќе почнеме да зборуваме за она на што присуствуваше телевизија Телма, присуствувавме ние генерално. Во време на дигитализација секогаш е интересно да се зборува на таа тема, да се следат саеми, самити и слични нели организации, така што во трка со информација плюс, во трка со дигиталното време, со вметнување на и дигитализацијата на медиумите, дефинитивно треба да бидеме во тренд. Се сложува, Жане, така? Да, ние се трудиме да бидеме во тренд и Телма барем да го следи тој чекор со светот и со она што се случува најново во технологијата и технолошкиот развој. Така, официјално да те најавам, иако ќе си бидеме на ти, во секој случај, значи директорот и главниот уредник на телевизија Телма, Снежана Луперска, созам денеска во ние во нашата утринска. Благодарам за одвоеното време во хаотичниот ден, нели? Нема да денот ми почнува многу со утринска како и секогаш, ама овој пат внатре во студиото. Така е. Се трудиме во телевизија генерално изминатиот период, ти начело заедно со сите нели новинари и вработени да нели пристапиме кон дигитализацијата, она што новото време го бара од нас и верувам дека нели наидуваме секогаш на проблеми и затоа се добри сите овие самити кои што ги посетуваме и за кои што нели дискутираме потоа. Како стоиме ние на тоа поле, на таа тема генерално сега? Може не како Телма, него како сите телевизии овде, пошто генерално тука сме сите. Па јас можам да кажам, со оглед на тоа што присуствувавме на Global Media Конгрес во Абу Даби, видовме колку напред отишол светот, особено арапските земји, односно Емиратите, споредено, па можам да кажам и со Европа. Особено овдешните пак домашни медиуми, ако ја ги ставиме на таа мапа на употребата на вештачката интелигенција, компјутерите и слично, ќе кажеме дека сме многу назад, за жал, како и во други дејности. Меѓутоа, добро беше да видиме колку галопирачки отишле другите земји напред, за да се замислиме што ние всушност треба да направиме. Да, но самата дигитализација бара и многу средства. Може би тоа е генерално проблемот. Не дека ние не можеме да го следиме светот. Тоа е една од причините со оглед на тоа што таа земја е навистина богата, има ресурси на нафта, на газ и може тоа да си го дозволи. Меѓутоа некогаш па и не е се до парите и до идеите. Емиратите сакаат да бидат лидери, па прават чуда нели во пустина, така се лидери и во овој дел според мене, затоа што нивното Министерство за вештачка интелигенција е основано во 2017 година. Така што и парите и идеите се заедно. Так, бевме присутни како телевизија на Конгресот за медиуми и нови технологии во Абу Даби. Што значи тоа за нас како телевизија, како медиум од Македонија? Како отидовме таму, на чија покана? Да, Телма е единствена телевизија од Македонија и генерално медиум од Македонија која е членка на ЕНЕКС. ЕНЕКС е мрежа на комерцијални телевизии од целиот свет. Па тука, да речеме, во партнерство, освен со телевизија од регионот, како што се РТЛ Хрватска, N1 Србија, Поп ТВ и Словенија, се наоѓаат и светски брендови од Кина, Америка, Латинска Америка, Африка, така што ние бевме дел од таа мрежа и заедно со колегите од овие континенти што ги набројав, може да се каже, присуствувавме на конгресот кој што беше отворен во Абу Даби, траеше 3 дена и имавме задоволство не само да се дружиме со колегите од ЕНЕКС, туку и заедно да го видиме тој технолошки развој. Искрено речено бевме фасцинирани особено од отварањето. Ова се инсерти, да речеме, од халата, меѓутоа ако колегата од режија го има и самото отварање, ќе ги видиме и тие чуда што ни ги прикажа Емиратите во однос на вештачката интелигенција. Во секој случај... ова се, нели, кога доаѓаат некои нивни министри, како и сите нас новинарите и колегите од Емиратите, исто така трчаат, нели, за да земат изјава. Тоа не е променето, барем сега за сега, можеби ќе се смени со вештачка интелигенција, еве некој од предавањата стандард. Да, ова се сега е отварањето, како што можете да видите дека овдека беа освен дебативе, имаше прикажување и на еве го гледате ликот кој е создаден со вештачка интелигенција и кој зборува. Беа направени гости, како да кажам, и новинари кои сите беа всушност
еве ги, обработени компјутерски и не беа живи луѓе, што би се рекло, туку беа еве ликови со кои што можеш да разговараш. И токму тука беше поставено прашањето дали Ке не сменат? Па да, дали ќе не сменат. Види, овие еднократно чинат, после не чинат. Да, дали ќе не сменат. Јас од таму пишав порака на колегите од Топ Тема, сега мислете моја, затоа што светот оди напред и гостите и водителите веќе се со вештачка интелигенција создадени. Видите, за гостите е добра варијанта, нема да мора нели толку да многу бараме, да ги бараме, ќе си ги пуштиме, односно ќе си ги прашаме што сакаме. Но во секој случај сметам дека од сите оние новитети кои што се нели поврзани со вештачката интелигенција, дека се уште водителите не може да бидат заменети. Да се надеваме нашите генерации дека ќе опстанат, за идните не сум сигурна. Да, да. Генерално ајде вака за саемот, односно за самитот и се оно што беше организирано во Абу Даби тие 3 дена. Што се како точки, како поставки беше испрезентирано и се разбира се најде, имаше можност да се види. Да, како што видовте, големи штандови беа направени. Штандовите беа на арапските земји, на Емиратите и на околината, меѓутоа имаше и светски медиуми кои беа презентирани, затоа што се нарекуваше глобален медиумски конгрес. Таму беа руските Russia Today и Спутник, меѓутоа беа европските Deutsche Welle, беше Sky News Арабија, значи имаше и медиумски штандови. Тие презентираа веројатно оно што е ново. Па да, тие најмногу се зборуваше за употребата на вештачката интелигенција во медиумите, колку е таа корисна или не, беше презентиран и штандот на државната агенција на Емиратите. Меѓутоа се изгледаше како да сте во некој вселенски брод. Например, ве ставаат на столица па ве качуваат нагоре во вселената, да кажеме, или ви прикажуваат некои холограми, или прашувате роботи и разговарате со нив. Значи се беше во тој стил. Универзитети беа представени од арапските земји, беше представена еден од најпосетените штандови беше на полицијата на Абу Даби. Ке ви кажам подоцна и зошто. Меѓутоа имаше и компании кои беа презентирани, имаше многу дебати, значи секој штанд си организираше дебата, меѓутоа се беше поврзано со вештачката интелигенција. Дали во медиумите, дали во бизнисот, дали во универзитетите или во институциите, се разговараше за позитивните и негативните страни на вештачката интелигенција. Од друга страна имаше и многу професори универзитетски, од кои дојдоа од целиот свет, буквално од целиот свет, и од Африка имаше, и од Америка, имаше од Европа, и ние имавме можност да ги интервјуираме. Имаше и многу гости, можам да кажам, од целиот свет, затоа што ова е еден светски самит, и имаше многу воркшопови. Тие воркшопови беа на теми кои што за жал кај нас се уште не се ни разговараат. А тоа е како до подобар подкаст, да речеме. Каква е улогата на инфлуенсерите во општеството? Па зборува инфлуенсери за нивната улога и нивното значење. Значи имаше дебати од она што е стандардно комуникологија до се она што е ново сега во светот и како се применува. Гледаме и студија наменски направени, имав можност да видам и онаква цела коцка за подкаст, нели наменски. Така да навистина е интересно се ова што имаме можност да го гледаме, додека јас и ти разговараме. Да, имавме од индустријата опремата, ја имавме, потоа имаше филмски студија кај што се говореше за употребата на вештачка интелигенција. Знаете, тоа и кога сум била на европскиве сега самити, разговараме за тоа каква е легалната употреба и колку може да се употреби во авторското дело вештачката интелигенција. Па ние сега веќе ќе треба да правиме и договори, еве ја сега како директор да кажам, во кој ќе ставиме дали употребуваат вештачка интелигенција, колкав процент употребуваат и дали ќе се наруши авторското дело со употребата на вештачката интелигенција. Затоа викам светот оди напред, а ние малце стоиме тука во однос на некои работи, но еве го овој полициски робот кој што беше еден од најинтересните, морам да кажам, на Конгресот, заради тоа што... Па може да се надоврзаш околу полицијата, нема што го спомена, за да го памтам да не го заборавим. Да, затоа што видете во тоа време кога јас го видов роботот, кај нас се чекаат и се уште се чекаат редици и редици за вадење на лични документи. Овој робот кој што се наоѓа во трговските центри во Абу Даби, можете да си ги внесете податоците ако сакате да си ја продолжите возачката дозвола, ќе ве фотографира и ќе ви извади ливче и тоа е вашата продолжена возачка дозвола. Тоа се прави за 5 минути. Значи нема пластик
пластика, нема снимено. Нема гужви, нема труканици. И ова е веќе имплементирано или само презентирано на да, само? Веќе се употребува или? Веќе се употребува, да. И го има во трговските центри е атракција за децата, да речеме, не само за возрастните. Овие другиве роботи што ги гледате, тие се повеќе можеби поврзани со чат GPT и се користат, на пример, универзитетите, па можете да го прашате и да разговарате што сакате. Тоа беше така малце поатрактивно и самите компании користеа вештачка интелигенција не само на големите екрани, туку преку роботите ја раскажуваа приказната за својата компанија, своето CV, да речеме, својата презентација ја правеа преку прашувањето на роботот. И затоа е атрактивно. Секој ќе застане сакајќи да разговара со роботот и да дознае нешто ново и да види и да го тестира. И голема иновација, затоа што има широка примена, верувам, така што сега колку се тие релевантни податоци со оглед на тоа дека ако ги вади од Chat GPT може да се употребат и секогаш да бидат точни. Па добро, тоа беше една од темите. Ненад затоа што ние и со експертите во областа кога разговаравме, ги прашувавме дали е позитивна или негативна примената. И тие велеа да, позитивна, во смисла на ако сакаме нешто да преведеме во медиумите, може да се користи место преведувачи. Ако сакаме да добиеме мотивација за одредена тема. Идеја плюс. Базични, да, податоци. Меѓутоа, ние не смееме да ги препишеме или да ги ставиме во еден текст, како што студентите не смеат да пишуваат есеи. И сега тоа е едно интересно прашање на универзитетите во средните училишта, да вадат парчиња од Chat GPT и да ги ставаат во своите есеи. Она што е проблем, ако не ти апдейтиран Chat GPT, и ако податоците се до 2019, да речеме, вие го прашувате за нешто од 2023 година, тогаш ќе ви даде не сосема точни. Она што беше добро што знае кај е Македонија роботите, точно опиша знаат, но каде ни го се мешаат одговорот со, да речеме, србизми и бугарски зборчиња. Па мене ми се погоди овој роботот на универзитетот, еден од универзитетите во Емиратите, што точно ја прецизираше положбата на Македонија на Балканскиот полуостров и не ми замеша многу, ама не го прашував многу, само едно прашање. Да. Иначе тоа стои дека не треба препишување со оглед на користењето на се она што Chat GPT или вештачката интелигенција ќе го одговори за нас. Колку социјалните мрежи беа застапени, односно се зборуваше за нив, се анализираше, се даваа нови идеи, со оглед на тоа дека и ние во телевизија, генерално, медиумски, веќе мораме и се префрлуваме со содржината таму, комуницираме со нашите гледачи и следбеници на социјалните мрежи. Две работи беа потенцирани, како што и во секоја дебата кога станува збор за вештачката интелигенција, дека најопасно е да се користат неточни податоци на социјалните мрежи и да се злоупотреби вештачката интелигенција преку социјалните мрежи. Втората работа е дека ние сите треба веќе да се дигитализираме и ние Телма е дигитализирана до одреден степен во смисла на тоа дека има редакција која што работи на Facebook, работи на Instagram, правиме рилови, во чекор сме со времето. Зошто? Затоа што телевизијата ја гледаат повозрастна популација, истражувањата нормално тоа го покажуваат. Младите се на интернет, веќе мислам дека можеби им е досаден и Инстаграмот, TikTokот да, секоја година нова социјална мрежа барат. Фасцинира само фактот дали тие се задржуваат на телефонот, пошто ги гледам само скролат, а тоа значи дека ние телевизиите треба толку интересни видеа да направиме и толку динамично тоа да го направиме за да го задржиме вниманието на младите, бидејќи мислам дека веќе стана, ако порано мораше нешто во 30 секунди да се каже, не знам дали во 5 сега тоа. Значи ово ја и ти разговор можевме во 15 рила да го направиме. Поише ќе ни го гледа. Јас мислам дека младите нема да не гледаат. Ма ќе направиме за нив прилучење. Да, ама повозрастната популација барем ќе ги разбере своите деца и внуци што сакаат и зошто се преориентираат на социјалните мрежи. Помеѓу подкастот и ова динамично, значи ние сме тука меѓу, каде што сепак како медиум треба да се објасни. Не може во 30 секунди да апсолутно не, меѓутоа објасни. мислам дека треба веќе сите медиуми да сватат дека треба да се го расшират својата понуда за секој да има по нешто, тоа што велиш и подкасти и рилови и TikTok и слично. Така, сега со моите години малце тешко е тиктокер да станам, ама затоа помлада ќе бараме колеги. Но затоа еве ти си на Facebook и на Instagram, значи и возрастните генерации, па и пензионери има на Facebook веќе. Има нели публика и повозрастна на социјалните мрежи. Мене ме интересира сите некако предвидувања, статистики велат дека за 4 до 5 години лошо се пишува на телевизијата како медиум. Како таму се говореше со оглед
оглед на тоа дека големи медиуми презентираат нова технологија, се борат со нели дигитални новитети и со се она што Да, мислам дека она што е иднина се платформите, избирот повеќе медиуми во медиумот, односно социјални мрежи од една страна, телевизијата ќе постои заради тоа што мислам дека некои делови од новинарството не можат да бидат заменети со 5 секунди, тоа е истражувачкото новинарство. Дебатите да може да одат на подкаст, меѓутоа вестите и мрежите како што се и светските мрежи, како CNN, BBC, нема да згаснат, меѓутоа гледате што се случува. Прават подкасти сите, прават разни, например, имаат повеќе профили на Инстаграм, како што има и Телма, ние имаме и утринската, имаме и Метео, имаме и Топ тема, имаме, значи, секој ќе си најде што сака да гледа на социјалниот медиум и се е една платформа практично. Значи, луѓето можеби ќе одбираат што сакаат да гледаат, кај сакаат да гледаат, и кога сакаат. Ама што е најбитно? Брендот да остане, Телма да биде позната, и на социјалните медиуми и на телевизијата. Да го зачуваме брендот и да покажеме дека навистина ние сме на различна телевизија. Ние сме една телевизија намената за секого. Ние не сме телевизија која прави програма само за пензионери. Ние сме телевизија која е модерна, која не само што има што била на самит за вештачка интелигенција, која има блокбастери, која има разни серии европски наградувани, која што има дебати, која ви има и вас утринците за да им го разубавите денот, ама сме и на социјалните мрежи и затоа ми е битно брендот Телма да биде така светски. Да. Оно што можеби нема се разбира да се изгуби е довербата на гледачите кон телевизијата како таква и вестите кои што ги спомена, заради тоа што нели сето тоа е проверено пред да биде пласирано, сето тоа го прават докажани новинарски имиња и веројатно и во тој контекст ќе се движи и понатаму, затоа што и последните истражувања велат дека довербата, односно највеќе веруваат луѓето на нели телевизиските вести. Тоа е клучно, Телма, и тоа е најбитно, да бидеме оние на кои што најпочитуван медиум заради довербата, меѓутоа токму како што кажа ти, проверена информација, точна информација, релевантна информација ќе оди на телевизијата и на нашиот медиуми на социјалните мрежи, бидејќи јас сум секогаш против, знаете, имаше едно време во муда беше граѓанско новинарство. Не може секој да биде новинар. Не може секој што ќе стави информација да биде точна и не. Затоа пак од друга страна сега да не ги мешам темите, се бориме со лажните вести во таа мера. Но сакав да прашам и за тоа, дали се спомена на оваа конференција борбата против лажните вести? Да, знаете како е, лажните вести сега дојдоа во една нова фаза со употребата на вештачката интелигенција. Ако порано ние се боревме со текст, лажен текст, креирање на кампањи со лажни текстови заради некои противници, сега веќе имаме ликови како што ги видовме, оние холограми, кои што може да ви стават во уста зборови што не сте ги кажали. Тоа е дел од таа кампања на лажни вести. Имаме измислени ликови, имаме интервјуа на луѓе кои што постојат, имаше примери со Обама и други, кога никогаш не ги кажале тие зборови, и тоа е опасноста и затоа многу треба да се проверува. И тие се шират најмногу на социјалните мрежи. И стана збор нормално и за тоа дека сериозните медиуми навистина треба да се борат против тоа и како општество да им се објасни на луѓето дека тоа не е во ред, нели дека треба да проверуваат што гледаат. Да. Веројатно пораките беа испратени, пренесени и ги пренесуваме, така што до некој следен самит, конференција, саем од ваков тип, дефинитивно ќе биде интересно да се присуствува и да се види и следи се оно што е ново во дигиталниот свет. Да, само да напоменам дека после Абу Даби отидов во Белград на конференција која што исто беше поврзана со вештачка интелигенција, каде што пак на пример еден цел дел беше за младите и како младите кореспондираат со медиумите. Така што сакам да напоменам дека веќе ајде и тука почнува да се дискутира на темата. Да. Друго сакав да се надврзаме некаде пред крајот на разговоров, околу, нели, сепак остануваат оние туристички атракции, па малку и да пренесеме она што можеше да се сними, но пред тоа, она што заборавив да прашам, како се снаоѓавте со снимање? Обично не се е дозволено да се пренесе. Па да, морам да кажам. Се дигитализиравте во тој поглед? Се дигитализиравме. Колегата Игор Јанковски, морам да го пофалам, кој што во текот на денот работевме на конгресот и од таму ви испраќавме извештаи за да попладнето отидеме низ Абу Даби или Дубај и ви подготвиме репортажи на вас утринците. Меѓутоа, за да се снима во Емиратите, потребно е да имате дозвола за снимање, која што претходно сте ја набавиле, ние тоа не успеавме да го направиме. Делови
од снимањата се со камера, меѓутоа голем дел од снимките се со мобилен телефон, затоа што и самото обезбедување на знаменитостите вели камера не е дозволена, ама секој турист пак може со мобилен телефон да сними тоа што сака да го сними. Верувам дека и како и во другите земји, нели, кога ти дое полицаец, ако немаш дозвола, не можеш да снимаш институција. А колку мобилните телефони како користење за видео содржина беа промовирани на ако ги видите сега, ако колегите ги покажат снимките, да речеме од Дубај, тие снимки се направени само со мобилен телефон, или ако ги покажат снимките со музеот Лувр или со куќата на Абрахам, да речеме, или џамијата во Абу Даби, ќе видите дека сите тие снимки се правени со мобилен телефон. Колегата се снајде и ова добро. Ова е добра Абу Даби ноќе. Меѓутоа, кога отидовме во Дубај, верувајте, на вистина, ние имавме само еден ден да го разгледаме Дубај. Благодарение морам да ги пофалам и луѓето од македонската амбасада, самиот амбасадор таму и вработените, кои што се грижеа за нас и не пречекаа. Меѓутоа, овие вакви снимки се правени и со мобилен телефон, затоа што во џамијата не е дозволено снимање. Јас морав да снимам и стендапи. Знаете, кога зборуваат, да им објаснам гледачите, како најава некоја. Пред нешто морав да зборувам на мобилен телефон, особено внатре. Овие снимки се правени сите со мобилен телефон. Тоа значи дека ние и понатаму многу треба да бидеме вешти во употребата на овие сите алатки и на вештачката интелигенција и на компјутерите за да добиеме добар производ. Ако ме прашуваш не на туристички, знам дека е во мода, нели, да се оди. Еве ги гледаме тие снимки малку туристички, да се оди во Дубај и во Емиратите, само да не заборавам оваа џамија, како што гледате колку е бела, има надпис дека мермерот е од Прилеп. Значи да знаете, ова е најголемата џамија во арапскиот свет, направена од основачот на модерните Емирати. Мермерот кој што е користен во џамијата, бидејќи од цел свет има користени материјали, со гордост можам да кажам и кажав и во извештајот дека е од Прилепа, една од најубавите џамии во светот и е на вистинска атракција за туристите и заради мермерот и либарот и се што е употребено таму. А што се однесува пак до Дубај, можам да кажам дека на вистина е еден свет како да сте во вселената. А како да сте во вселената е затоа што постои еден музеј на иднината во кој што ќе ве пречекаат роботи кои ви летаат околу вас и слично. Зградите кои што се импозантни, можам да кажам, и се е големо и се е атрактивно. И во знакот на ова што го зборуваме дигитализација, се е на тач, веројатно. Јас ќе ви кажам дека добро, ова се уште нокни инсерти од Абу Даби, од куќата на Абрахам, меѓутоа ако го видиме Дубај, веројатно луѓето одат за да се фасцинираат од големината на најголемата зграда во светот е таму, да се фасцинираат од се тоа што модерно е направено и мислам дека самата улога на тоа пристаниште е да биде фасцинантно за туристите за да можат да го видат и се да биде најголема. Ако да влезете во шопинг мол со аквариум, кај што има хоќарско игралиште, а во другиот има скијање, да кажеме. Да, сега ќе правеле во пустина скијачки терени. Во пустина скијачки терени, а ако збориме пак во однос на енергетиката, иако се меѓу 10 земји со најголеми резерви на нафта и на газ, тие отишле многу напред и го имаат најголемиот парк за фотоволтаици во светот, 3,3 милиони соларни панели се во тој парк Нур, наречен светлина, кај што вештачката интелигенција се користи за чистење на плочите, на фотоволтаичните плочи со едни метлички постојано така ги метат, бидејќи се наоѓа во пустина, има песок. Така што се е повторно поврзано со компјутерите и вештачката интелигенција. Благодарам многу за одвоеното време и следна прилика, верувам, да многу брзо од некој нов саем, нови презентации, дигитализација, ветуваме овде дека ќе работиме на таа тема и овде, односно работиме во овој медиум, така што ќе се трудиме со цел да бидеме поблиску до сите генерации. Така, ќе мора. Да. Шана ти благодарам. Благодарам. Бе што ние со Снежана Луповска Созан се разбира за оној саем за медиуми со нови технологии во Абу Даби.